Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Со мачета во раката, мисионерот си правеше патека низ џунглата. Сонцето пламна на небото. Најпосле пристигна до селото на индијанците. Поглаварот срдечно го поздрави. Ниту еден бел човек никогаш порано немаше дојдено во ова племе за да им раскаже за Исус. Тапаните ги повикаа да се соберат индијанците. Мисионерот радосен почна да зборува. Бог ме испрати кај вас, за да дознаете како да отидете на небото. Поглаварот се израдува од оваа добра вест. Стана и отиде да земе нешто. Поглаварот му ја дава својата секира на Бог. Потоа слушаше уште малку. Бог ве сака и сака да дојдете кај него. Но Бог е свет и вашите гревови се пречка на патот до него. Грешниците не можат да бидат на небото. Тоа ги натажи индијанците, затоа што знаеа дека тој беше во право. Тие крадеа, лажеа, убиваа и се срамеа поради тоа. Не бидете тажни. Бог ве сака. Сака да ви ги прости гревовите. Среќен поради тоа, поглаварот стана, се оддалечи и се врати со убав шарен тепих. Поглаварот е среќен што Бог го сака. Затоа му дава килим. Бог го испрати својот син во светот, за да може да плати за гревовите на сите луѓе. Бог направи толку многу. Поглаварот се оддалечи со цел да го земе најскапоценото нешто што го имаше. Поглаварот му го дава на Бог својот конј. Сега немам повеќе што да му дадам на Бог. Навистина ништо друго? Мисионерот продолжи да зборува. Исус, Божиот син, доброволно умре на крстот за вашите гревови. Тој ве сака. Верувајте во него и ќе ви ги прости гревовите и еден ден ќе отидете на небото. Лицето на поглаварот светна. О, знам што можам друго да му дадам на Бог. Му го давам срцето и верувам дека умре за мене. Многу други луѓе го направија истото и се вратија среќни во своите шатори. Дали и ти сакаш да бидеш среќен на овој начин? Тогаш следи го примерот на поглаварот и поверувај во Господ Исус. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!